Заврши наставната година за околу 13.500 основци и средношколци, а во теке и полагањето на екстерниот дел од државната матура. Раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ е задоволен од постигнатите резултати на учениците годинава. Она што следува е првото пријавување за учениците во прва година во средните училишта на 14 и 15 јуни. Генерално сме задоволни за тоа што покрај сите предизвици што ги имавме во во оваа наставна година, тоа е учебна која се уште е во тек, имавме доста предизвици, но сите заедно со учениците, наставниците и родителите ги пребродивме и по она што стигнува до нас како сектор за образование, резултатите кои се уште се во тек и што пристига, сме задоволни што ја поминавме оваа учебна наставна година, за како што реков, испитите екстерните се во тек, а од 14 и 15 е прво пријавување за учениците во прва година во средното училиште, на 21 и 22 јуни 2022 година е второ пријавување, на 28 јуни 2022 година е трето пријавување за учениците кои полагаат испитна година или поправни испити, кои после јунскиот рок, пријавување на 22 август 2022 година. Пријавувањето за учениците оваа година се врши електронски со логирање на веб страната e-uslugi.mon.gov.mk. Регистрација за учениците и родителите не е потребна затоа што ќе го користат исклучивно со користење на сметките, тоа е акаунтите и лозинките од Schools.mk, кои ги користеа за време на онлайн наставата, доколку се појави било каков проблем при регистрација или при пополнување на апликацијата, комисиите формирани од страна на училиштите, од средните училишта за упис, се достапни за родителите и учениците, може да им помогнат во однос на ова што ќе се појави како технички проблем. Инаку на сите ученици им посакувам да имаат успешен и убав летен распуст. Јовановиќ посочува дека периодов континуирано се подобруваат условите за настава и работа во кумановските училишта, без разлика дали станува збор за централните или пак за подрачните училишта во руралните средини. Особено се води грижа училиштата да бидат достапни за сите ученици. Паралелно со градските и руралните средини беа опфатени со реконструкција како од страна на општината, така и од страна на Министерство за образование и наука, некои се веќе во тек, некои ќе престојат за време на летниот распуст или во почетот на учебната година. Секако дека приоритет е да се воспостават училиштата, да се прилагодат за учениците со попреченост, бидејќи следува, како што рековме, инклузивна настава. Со Законот за основно образование од 2019 година се предвидува целосна инклузија на учениците.